Стопанска комора на Македонија, регионална комора со седиште во Штип, во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и општина Чешиново Облешево, организираа заеднички информативен настан на тема ИПАРТ 2 Европски пари за агробизнисите. Целта е да се информираат потенцијалните апликанти за можностите кои ги нуди новата ИПАРТ програма 2014-2020 година. На овој настан акцент беше ставен на мерките инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства и инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски производи од риба. На средбата со земјоделците беа разгледани прифатливи инвестиции, критериуми, потребни документи за поднесување барања, склучување договори, поднесување барања за исплата, проблеми од претходниот програмски период на ИПАРТ 2007-2013 година. Предавач беше Валентин Захариев од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани. Се работи за добро познатата ИПАРТ програма, преку која што земјоделците можат да набават трактори, разна приклучна механизација за нивниот агробизнис, така да кажеме, со што овој пат ИПАРТ програмата предвидува стартен процент на враќање на вложените средства од 60%, кој што може да дојде и до 70% во зависност од некои други критериуми, како например ако се работи за млад земјоделец од 18 до 40 години, тогаш се враќат 65%. И ако инвестицијата се наоѓа на надморска висина над 700 метри, значи во планински подрачја, може да достигне враќањето и до 70%. Земјоделците при аплицирањето се соочуваат и со одредени проблеми. Како најважен го истакнаа недостатокот на финансиски средства, но се работи на решавање на тој проблем, велат од агенцијата. Ова програма функционира на принцип најпрво земјоделецот треба да инвестира во она што го бара, значи 100% да инвестира, а потоа по одреденото, значи по одобрувањето и набавката на механизацијата, од тогаш му се враќаат тие 60 или во зависност 70%. Значи проблемот е како да се дојде до свежи пари, тој да ги вложи, за да може да ја набави таа потребна опрема. Значи во минатиот период се предвидуваше некаков гарантен фонд за земјоделците кој што се уште очекуваме да профункционира, кој што ќе биде од една добра помош на земјоделците, од каде што можат да набават такви средства по некои минимални камати, за да можат да бидат спремни да вложат во земјоделието. Присутни на средбата беа и представници од Сдруженијето за едукација на земјоделци Зелена берза од Битола, чија цел е да им помогне на земјоделците и да направи спој помеѓу земјоделците со трговците и институциите, за да се решат сите проблеми кои што произлегуваат од самото работење. Она што Зелена берза во моментов сака да го направи е да ги актуализира тие проблеми, да ги поттикне земјоделците да проговорат за проблемите, меѓутоа не само за проблемите, да проговорат и за нивните успеси, затоа што во нашата држава има многу успешни земјоделци кои што имаат навистина успешна приказна, која што треба да ја слушнат сите, треба да прочитат сите за нивните успеси и да се поттикнат младите земјоделци, затоа што нашето искуство, досегашното искуство покажува дека мале бројот на млади земјоделци кои што сакаат да продолжат да се занимаваат со земјоделство, меѓутоа има и чест на исклучоците кои што навистина и покрај секоја тежина што ја има земјоделството и сите оние проблеми што ги имаат, сакаат да останат во нашата држава и да се занимаваат со земјоделство. Сите услови ги имаат, сите документи ги поднесуваат уредно и пак не успеваат да добијат одобрување за добивање механизација. Се жалат земјоделците од искуството од претходните огласи. Очекуваат подобри услови и критериуми на следниот оглас во ноември. Пробуваме да аплицираме. Не знам до кај да стане работа, ама не бива. Јас имам аплицирано одамна, 2007 година, многу документи имаше тога и откажаме самоставно. Тие сега што слушам дека се аплицирале последните години, 2016 мислам, од тие што ги знам не доби ни еден. Зашо не? Па кажува дека не се излева на крај со тоа. Нешто се фали и на крај кога ќе соберат сите документи, се дека е уред и на крај па не добијат. А зашо и не знам. Па надаме се вај пат дека ќе може да се аплицира, да знаеме реално што добиваме, што не добиваме и да добиеме белки. Поднесеш ги сите документи, луѓето што ги проверуваат документите ќе ти кажат дека се уред
И кога ќе дое ред да се одлучи дека дали добиваш или не добиваш, од тие јас потом што и знам што понесуваа луѓето, ние да не доби. На настанот презентација на земјоделска механизација имаше Симпекс Битола. Јавниот повик по ИПАР 2 програмата за набавка на земјоделска механизација се очекува да излезе во првата половина на ноември.